Дневник на Канал Плюс телевизија, добро вечер. Следуваат настаните кои што го одбележаа првиот зимски ден. Во недела ќе се прегласува во Теарце. Ваква е одлуката на Државната изборна комисија, откако Управниот суд вчера ја уважи тужбата на СДСМ за поништување на гласањето на избирачкото место 2011. Амбасадорот на Руманија во Македонија Виорел Станил престојуваше во Штип. Со градоначалникот на општина Штип разговараше за нови можности за соработка. Во Штип се одржа јавна расправа за новиот буџет и оваа година за Штипјани приоритетни се инфраструктурните проекти. За нивна реализација пак општината предвиде 219 милиони денари. Во недела ќе се прегласува во Теарце. Ваква е одлуката на Државната изборна комисија, откако Управниот суд вчера ја уважи тужбата на СДСМ за поништување на гласањето на избирачкото место 2011. Според официјалните податоци од ДИК, избирачкото место 2011 во општина Теарце брои 714 гласачи. Жителите на Теарце, изненадени од ваквата одлука, потврдуваат дека изборите биле без нерегуларности, фер и демократски. Управниот суд, одлучувајќи по тужбите поднесени по одлуките на Државната изборна комисија, донесе одлука за прегласување во Теарце на избирачкото место 2011. Државната изборна комисија донесе одлука да се повтори гласањето на избирачкото место 2011 во општина Теарце, откако IT секторот на комисијата направил симулација дека тоа може да влијае на резултатот, односно бројот на освоени мандати на партиите во изборната единица 6 на предвремените парламентарни избори што се одржа на 11 декември. Жителите од ова населено место и на самиот ден на гласањето посочија дека изборите течат во мирна атмосфера, но и по изборите се уште го застапуваат ова мислење. Не се согласувам, али ако треба да се поништи, нека се поништи. А дали ќе излезете на гласање? Би излегла поново да гласам, пошто гласањето беше се у најдобар ред, без никаков проблем. И нема што друго да кажем, се беше совршено добро. Не знам зашто ова избори веќе направи да се прегласува поново. И поново би излегла да гласам. Не се согласувам, пошто не е тоа за еден глас или два, тоа за мене не е. А дали ќе излезете на гласање? Не. Па тоа изборната комисија знае најдобро. Ние не може граѓаните, не може да решиме такви проблеми. А дали ќе излезете на гласање во недела? Ако има, ќе излагамо. Не знам дали има за Теарце. Ќе излагамо. ВМРО ДПМН и доцна синоќа го истакна ставот дека одлуката на Управниот суд за прифаќање на тужбата на СДСМ е скандалозна, наведувајќи дека СДСМ и нивните налогодавачи срамно продолжуваат со обидот за кражба на кристално чистата победа на ВМРО ДПМН на последните избори. Судиите од Управниот суд кои гласаа за уважување на тужбата на СДСМ, според ДПМН донеле противправна одлука водена од политички мотиви. Еден од најголемите докази за противправното одлучување на судиите од Управниот суд, кој одлучува за оваа тужба, е фактот што нестандардно за судската пракса во образложението од одлуката не се наведени конкретните законски причини и основи заради кои се носи оваа одлука. Туку е наведена една општа формулација, која е несвојствена, нетипична и која отстапува од правните стандарди. А тоа е дека се случувале низа неправилности. Кои се тие неправилности? За каков тип на неправилности станува збор, тоа воопшто не е содржано во образложението на пресудата. Сето ова започна со противправните одлуки кои ги донесе Државната изборна комисија. За да подосна целиот овој инженеринг се префрли и на Управниот суд. Едноставна е математиката. СДСМ нова гласачко место може да ја украде победата на ВМРО ДПМН само и исклучиво преку овој така наречен изборен инженеринг, со кој што ќе се таргетираат точно определен број на гласачи, преку кој СДСМ ќе се обиде да ја фалсификува волјата на граѓаните изразена на слободни, фер и демократски избори кои што се одржаа на
11 декември. На 11 декември во избирачкото место 2011 правото на глас го искористиле 404 гласачи. ВМРО ДПМН освои 91 глас, СДСМ 87, БЕСА 65, ДПА 64, ДУИ 53, Алијанса на албанците 25. Во изборната единица 6, според правичните резултати на ДИК, најмногу пратеници, односно 6 освои ДУИ, ВМРО ДПМН 4, БЕСА 3, СДСМ 3, Алијанса за албанците и ДПА 2. Амбасадорот на Романија во Македонија Виорел Станил денес престојуваше во Штип. Се сретна со градоначалникот на општина Штип, со кој разговараше за нови можности за соработка во делот на здравството, економијата и културата. Амбасадорот слушна и за потенцијалите на градот. Новиот амбасадор на Романија во Македонија, Виорел Станил, денес го посети Штип. Главната цел на посетата и средбата со градоначалникот Илчо Захариев беше размена на мислење и можност за соработка со Штип и градови од Романија во делот на економијата, здравството и културата. Și am discutat despre posibilitățile. И разговаравме за можностите за соработка во иднина. Господин Захариев ми го представи чудото кој што се случува во Штип во однос на развојот и ми ги представи исто така и компаниите кои што инвестираат тука во градот. Исто така се наделме со помош на господин Штерјанаков, кој што исто така е во тој домен, да ја зајакнеме романското присуство во однос на економијата. И се восхитувам на господин Захариев за неговите се сето што има реализирано во текот на неговата кариера како градоначалник во Штип. Plan bilateral. Градоначалникот Захариев на средбата ги представи потенцијалите и перспективите на градот со цел продлабочување на соработката со оваа европска држава. Имаме одлични услови во делот на економијата. Мислам дека има големи потенцијали значи и во земеделието, прехранбената индустрија. Потоа имаме во текстилот. Во текстилот го презентирав можностите на Штип во делот на текстилот. Мислам дека тоа се можности кои ќе дадат резултати. Романија знаете дека има големи потенцијали во делот на енергетиката. Тие се големи производители на фосилни горива и на деривати, на електрична енергија, но имаат доста развиена индустрија. Бидејќи Романија е членка на Европската унија, за нас е многу битно искуството на Република Романија и верувам дека тие ќе ни го трасираат патот до Европската унија, а нивните искуства во делот на користењето на европските фондови многу ќе ни значи да ќе ни помогнат. Така да мислам дека од денеска ќе имаме интензивна соработка со амбасадорот. Убеден сум дека на микроплан ќе дадеме голем допринос во севкупната соработка меѓу Република Македонија и Република Романија. Инаку Република Романија во Штип има свој конзулат, каде почесен конзул е Штирјанаков. Во општина Штип денес се одржа јавна расправа за новиот буџет и оваа година за Штипјани приоритетни се инфраструктурните проекти. За нивна реализација пак општината предвиди 219 милиони динари, од кои 212 милиони динари се предвидени за реконструкција на повеќе улици во градот. Во новиот буџет исто така општината предвиде околу 700.000 динари за предлог проекти кои ќе ги достави невладиниот сектор. Инфраструктурните проблеми оваа година приоритет за штипјани. На денешната јавна расправа за новиот буџет на општина Штип, претседателите на местните заедници и граѓаните уште еднаш ги презентираа најважните проекти за нивната населба. Со реализација на овие инфраструктурни проекти, значително ќе се подобрат условите за живот на жителите од овие местни заедници. Во урбаната заедница Бабим имаме неколку предлози, како на пример асфалтирање на улица Кирил Печиновиќ, тоа е още еден слој асфалт. Потоа асфалтирање на улица Крушевска република, поставување урбана обрада, доградување на спортската стала и поставување на спортска опрема во паркот во урбана заедница. Конкретно за канализацијата да се ставе, да се обнове и личка да се асфалтира. Ние имаме за канализација, за улично асфалтување и дело да некои има мали улички не се асфалтирани. Тоа ни е главниот проект, главните мислам на урбаната заедница. Имаме го од комуналната сфера, има канализација, до асфалтирање и така улично осветлување. Тај дел не највише за сега, тоа сега за сега. Буџетот на општина Штип како финален дел на програмите на јавните предпријатија, предложените улици и обнова на водоводните и канализационите мрежи од страна на граѓаните, јавните предпријатија веќе ги предвидеа во новите програми. Оваа година за инфраструктурни проекти во новиот буџет општината предвиди 219 милиони денари, од кои 212 милиони денари
се предвидени за реконструкција на повеќе улици во градот. Најголем дел од дадените предлози се прифатени, така да веќе и чувте претходно во врска со улицата Личка, дека таа е точно проверивме влезена во програмата, така да најголем дел од барањата на граѓаните се составен дел на програмите кои што се изготвени од страна на јавното предпријатие ИСР и јавното предпријатие Стипион. Во буџетот за 2017 година општината предвидува околу 700.000 денари за предлог проекти кои ги достави невладиниот сектор. Идната година јавното предпријатие ИСАР го модернизира начинот на наплата на своите услуги и потрошена вода. Современата наплата оди во пакет со дигиталните водомери, со кои од јавното предпријатие очекуваат прецизни сметки за потрошена вода и поефикасна наплата. Во програмата на јавното предпријатие ИСАР од Штип за наредната година во работната единица наплатна служба е предвидено да се набави машина за прибирање на податоци, пакување и готови сметки на граѓаните. Имено инкасаторите кои ги доставуваат сметките за наплата на граѓаните ќе бидат распределени во други работни единици во јавното предпријатие, додека сметките за наплата граѓаните ќе ги добиваат по пошта. Сето ова е благодарение на новите водомери, изјави директорот на јавното предпријатие ИСАР Ангел Бојаджиев. Во работна единица наплатна служба овде ќе се усовршиме со тоа што ќе донесеме машина за прибирање на податоци, пакување и исфрлање на готови сметки на самите граѓани. Оваа година граѓаните сметките ќе ги добиваат по пошта, нема да ги разнесуваат инкасаторите затоа што нивниот број драстично ќе се намали, ќе од во други работни единици, ќе останат само 6 инкасатори. Бидејќи знаете дека поставивме електронски водомери со електронско читање, така да ова добро функционира. Јавното предпријатие ИСАР од Штип следната година ќе располага со буџет од околу 4 милиони евра и со овие средства планира да продолжи да работи во интерес на граѓаните. Според директорот Бојаджиев, јавното предпријатие ИСАР успешно ја заврши тековната година, а за следната има доста амбициозна програма. Учителите го менуваат светот. Манифестација со ваква порака ќе се одржи утре напладне во мултимедијалниот центар на УГД. Целта е да се обединат образовните факултети од македонските универзитети и преку инспиративни говори на студенти и учители, професијата учител да се позиционира како едно од највиталните во општеството. Во Штипската библиотека денес се промовираше книга од авторот професор доктор Виолета Мартиновска «Словинската писменост во Македонија». Книгата е за почетоците, условите и развојот на словинската писменост во Македонија од 9 до 19 век. Настанот е дел од одбележувањето на 1100 години од упокојувањето на Свети Климент Охридски. Националната установа Универзитетска библиотека Гоце Делчев од Штип продолжува со настаните по повод одбележување 1100 години од упокојувањето на големиот просветител, учител и мисионер Свети Климент Охридски. Неодамна Штипската библиотека беше организатор и реализатор на Свечената академија што се одржа во црквата Свети Климент Охридски во Штипската населба Сењак. Втората работа или вториот проект што го правиме по овој повод е уредувањето на електронското меѓународно списание Медиевал и оваа промоција, значи промоцијата на словенската писменост во Македонија, нова монографска публикација од професор доктор Виолета Мартиновска е трет проект во рамки на оваа програма што на наше големо задоволство по иницијатива на професорката Мартиновска се реализира токму преку наша библиотека. Ние како библиотека се јавуваме како издавач на оваа многу значајна публикација во однос на словенската писменост, на почетоците на словенската писменост во Македонија и веруваме дека соработката и со оваа професорка и на полето на афирмација на средновековната книжевност ќе продолжи и понатаму. Денес во Штипската библиотека беше промовирана книгата насловена «Словенската писменост во Македонија» во издание на Националната установа Универзитетска библиотека Гоце Делчев. Содржината се однесува на почетоците на појавата, условите и развојот на словенската писменост кај нас, така кажеме, нова територија во Македонија. Опфатени се концепирани повеќе делови од типот на животот и дејноста на Свети Кирил, Константин Философ, Свети Методи, Свети Климент Охридски, Свети Наум Охридски, Кратовската книжевна школа,
Охридската книжевна школа и црквите и манастирите како ризница на реликвиарното ракописно наследство овде во Македонија. Значи тоа е еден период кој што фаќа повеќе од 10 век. Од 9-тиот, значи со ракописното наследство некаде и во 19-тиот век. Промотор на книгата беше магистар Милена Ристова Михајловска. Пред Пехчевските читатели своите дела ги представи македонската писателка и водителка Сузана Турунџиева. Организатор на настанот беше јавната локална библиотека Кочо Рацин од Пехчево. Јавната локална библиотека Кочо Рацин од Пехчево полека, но сигурно се вбројува во едно од најлитературните катчиња во Истокот, барем кога се работи за правењето промоции на дела од познати македонски писатели. Во рамки на својата мини турнеја, писателката и водителка Сузана Турунџиева вчера лично се увери во добрата организираност на библиотеката, на промоцијата на која беше представен незиниот творечки опус. Го следев незиниот караван и одлучив да ја поканам и тука да дојде она со еден збор, ја прифати нашата покана. Еве бевме сведоци на една доста емотивна промоција и можам да кажам дека успешно ја завршуваме оваа година. Имав среќа да запознам луѓе кои навистина се запознати претходно со моето творештво, но јас сум навистина фасцинирана и почестена, длабоко почестена од вашата прекрасна енергија и желбата да го доловиме на публиката која дојде во една голема бројка. До сега Турунџиева има напишано 7 своји дел, а меѓу нив е и последната нејзина книга 5 минути. Сите дела на Сузана Турунџиева вредат да се прочитат. Таа е толку едноставна, како што можевте да видите и вие самиот, толку едноставна, толку емотивна и толку ранлива. И верувам дека и нашите читатели кои денеска беа на оваа промоција ќе бидат задоволни и среќни. Најголем дел од напишаното на Турунџиева е порака за враќањето на добрината и љубовта кај луѓето, порака која Турунџиева се обидува да ја вскае во незините приказни. Ние немаме право никому да судиме и токму тие пораки се обидувам да ги вткаам во моите приказни, да ги подсетувам луѓето на најважните вредности во животот, дека џабени се сите титули, џабени се сите материјални добра, џабени е не знам каков статус, ако ние не сме добри во срцата. Делата на познатата македонска водителка веќе се наоѓаат на полиците во јавната локална библиотека Кочо Рацин, која пак со промоции продолжува и во наредниот период. За месец јануари имаме закажано следна промоција со нашата поетеса Ленче Китановска од Кочани. За потоа да следуваат нови промоции во месец февруари исто така. Инаку, освен последната нејзина книга 5 минути, Турунџиева ги има објавено и делата Фејсбучарење, Не вели збогум, Животот не е бајка, Куферот со ништа, Моите зборови, мој живот, како и романот Љубов и грев. Полицијската станица Берово поднесе кривична пријава против 61-годишниот Ал од Берово, референт за сеча, дотур и превоз во приватни шуми во јавното предпријатие Македонски шуми Берово, поради постоење основи на сомнение за сторени кривични дела, злоупотреба на службената положба и овластување, несовесно работење во службата и примање подкуп. Кривична пријава заработи 37-годишниот ШД од Берово заради сомнение на кривично дело фалсификување пари. Во текот на август 2016 година пријавениот на ДР од Берово му дал фалсификувани банкноти во апоени од 50 евра и 100 евра со цел да подмери должничко-доверителски односи. Подигнување на свеста кај луѓето за потребата од заштита на природата и заштитените подрачја во источнопланскиот регион е целта на кампањата под наслов "За луѓето се работи", што преку игри и надпревари се реализираше и во Кочани. Истата дел од програмата за зачувување на природата во Република Македонија. Во рамки на еколошката кампања "За луѓето се работи" во спортската сала кај основното училиште Свети Кирил и Методи, учениците од основните училишта од Кочани реализираа еколошка активност со игри без граници и еколошки надпревари. Целта на кампањата е подигнување на свеста за зачувување на природата за младите. Овој сегмент, целата специфична кампања има повеќе сегменти. Овој сегмент е намеден за најмладите, за децата како што гледате овдека, и тие ќе се надпреваруваат денеска за да игра и забава да научат повеќе работи за зачувувањето на природата. Многу погрешно се верува дека кога ја заштитуваме природата, всушност ги заштитуваме
флората и фауната, растенијата и животните, меѓутоа на крајот се заштитуваме самите себе си. Преку заштитата на природата, преку зачувувањето на природата се заштитуваме себе си. Еколошката кампања За луѓето се работи е проект на Центарот за развој на Источниот-Атлантски регион во рамки на програмата за зачувување на природата во Република Македонија, поддржана од Швајцарската агенција за развој и соработка. Новогодишно пакетче за најмладиот жител на Врсаково. Денес 4-годишната Загорка доби ваков гест од градоначалникот на Штип. Подобри услови за живот во селото и желба на младите за создавање на семејство овде. Ова и понатаму ќе биде приоритет за општина Штип. По цели 20 години, пред точно 4 години, селото Врсаково го доби првото новороденче, малата Загорка. Во пресред на празниците исполнети со многу желби и честитки, Загорка како најмлад жител на Врсаково доби новогодишен гест, пакетче од градоначалникот на Штип, примариус магистер Илчо Захариев. Значи првиот детски плач го имавме после 20 години, таа веќе наполни 4 години, оди во детска градинка. Дојдовме пред нова година да ја врачиме и да ја дадеме убави новогодишни поклони, да посакаме да биде здрава, да расте и да ни се множат децата во Врсаково, затоа што во агендата на општината оваа село има апсолутен приоритет, да го воскреснеме селото, да се вратат младите, да се основаат семејства и да се раѓаат деца и училишто кое се наоѓа до нас, повторно да се слушна оној детски школски џагор. Така да мислам дека овие скромни поклони се до внимание за малата Загорка и за сите оние деца кои живеат во руралните места, во селата, кои се на некој начин осамени како деца и мислам дека денеска барем малку радост предивме во душата на тоа дете. Градоначалникот Захариев често ги посетува жителите на Врсаково, потврдува таткото на Загорка кој изрази својата благодарност. Еве една голема благодарност до градоначалникот на општина Штип за подароците што ги поклони на Загорка. Можам да кажам дека и секој што посетува. Не е само сега за кога е празник, него и општо онака посетува. Според Милев, на село може добро да се живее, а како што потенцираше градоначалникот Захариев, приоритет на општината ќе биде подобрување на условите за живење во Врсаково и желба на младите за остварување потомство овде. По повод новогодишните и божикните празници, компанијата Екопак Хит од Кочани им додели пакетчиња на учениците со посебни потреби од основното училиште Малина Попиванова. Активноста е во соработка со Екопроектот Кочани и невладината организација Екотим Исток. Компанијата за рециклирање на отпад и отпад од пакување Екопак Хит од Кочани и годинава повторно ги изненади децата од посебната паралелка од основното училиште Малина Попиванова. Им додели новогодишни пакетчиња. Во пресред на новогодишните и божикните празници, Екопак Хит од Кочани во соработка со Екопроект од Кочани и невладината организација Екотим Исток, традиционално како и секоја година и ова им доделуваме пакетчиња на учениците од посебната паралелка при основното училиште Малина Попиванова од Кочани. Преку овој мал гест сакаме да им посакаме среќни новогодишни и божикни празници на учениците со желба за многу здравје, среќа и успех во годината што следи. Компанијата Екопак Хит од Кочани со ова ги завршува предвидените активности за 2016 година. Пред краток период завршија работилниците во детската градинка Павлина Велјанова, како дел од проектот Биди модерен, селектирај паметно, што подоцна продолжи и во основните училишта. Зимските температури известен период се насила, но зимата календарски почна денес 16 минути пред пладне. Во исто време на јужната земјина полутопка почна летото. На почетокот на зимата денот е најкраток, а ноќта најдолга. Денешниот ден трае само 9 часа и 7 минути. Зимата ќе трае до 20 март, кога на северната хемисфера настапува пролетта, а на јужната хемисфера есента. Вулканот Богослов, кој се наоѓа на Леутските острови близу Алјаска, еруптираше вчера околу 16 часот, соопшти вулканската обсерваторија на Алјаска, прогласувајќи највисоко ниво на подготвеност на авиацијата. Вулканскиот пепел достигна висина од 10 километри, но сега ситуацијата се смирува. Паријата и пепелот сепак предизвикаа загадување на воздухот, наведува изворот. Вулканот Богослов се наоѓа северозападно од градот Енкоридж.
Председателот на Турција Реджеп Тајип Ердоган го отвори првиот тунел за автомобили под Босфорот во Истанбул, последниот проект во склоп на неговиот план за трансформација на турската инфраструктура. На свеченоста присуствуваше и турскиот државен врв. Ердоган рече дека одлуката да не се одлага церемонијата поради атентатот на рускиот амбасадор за отворање на тунелот е одговор за теророт. Колку сакате изложувајте не на терор, донесете колку сакате злосторници. Никогаш нема да можете да поделите ова нација, пораче Ердоган. Во 2013 година Турција го отвори железничкиот тунел Мармарис под Босфорот, првата подводна врска меѓу Европа и Азија. Денес беше отворен двокатниот тунел Евроазија, првиот тунел наменет за автомобилски сообраќај, а целта му е да го намали сообраќајниот метеж во 180 милионскиот Истанбул. Се очекува тунелот, кој е изграден на длабочина од 106 километри, да го скрати возењето на тој правец од 2 часа на 15 минути. Тунелот е со должина од 5,4 километри, инвестирани 7,15 милиарди евра. Се очекува 120.000 превозни средства на ден да го користат тунелот. Најмалку 29 лица загинаа, 70 се повредени во серија експлозии што се случија на пазар за пиротехника во Мексико. Пиротехниката била подготвена за предстојните католички божитни празници, кога дошло до првата експлозија, јави BBC. Тоа предизвикало да се покренат цела серија други експлозии што целосно го уништиле пазарот. За сега не се знае што ја предизвикало првата експлозија на лесно запалливите материјали. Полицијата и спасувачките екипи изјавија дека експлозиите биле толку силни што од зидовите на објектите каде била чувана пиротехниката практично биле стопени од високата температура што при тоа се развила. На местото на несреќата биле испратени и припадници на мексиканската армија, кои помагаат при пружањето помош на луѓето и во обезбедувањето на теренот од можни нови експлозии. Големата несреќа се случи на пазарот Сан Паблито, оддалечен околу 40 километри од главниот град Мексико Сити. Поради неправилности во трансферите со малолетни фудбалери, Светската фудбалска федерација го казни Реал Мадрид со забрана на трансфер пазарот во 2 преодни рокови, односно забрана на трансфери до јануари 2018 година. Одлуката на ФИФА синоќа ја поништи судот за спортска арбитража во Швајцарија, односно казната на кралскиот клуб ја намали за 7 месеци. Иако казната му е намалена, Реал Мадрид ќе мора да ја плати паричната казна од 360.000 евра. Сепак одлуката на судот, која со делумно задоволство ја прифатија во Реал Мадрид, најде на огромно незадоволство во редовите на најголемиот ривал Барселона, пишуваат тамошните медиуми. Каталонскиот тим претходно беше казнет со забрана на трансфери во 2 преодни рока и беше парично казнет. Нов скандал е пораката од насловната страница на каталонскиот весник Спорт, дека председателот на Барселона порача дека ќе истражи кои се причините што за ист случај Реал Мадрид минал подобро од неговиот клуб. Инаку мадридските медиуми оваа информација ја оценија како огромна победа на кралевите, кои и онака главните трансфери ги договараат во текот на летните рокови. Двократната освојувачка на Вимболдон, тенисерката Петра Квитова, синоќа е нападната од разбойник во низиниот дом во Чешка. Според полицијата се работи за 35 годишен маж, чиј идентитет не е познат и се уште е во бегство. Во обид да ја ограби, разбойникот ја нападнал 26 годишната тенисерка со нож, при што ја повредил во левата рака, но за среќа повредата не е сериозна. Инаку Квитова закрепнува и од старата повреда на стапалото, поради која мораше да се повлече од Хопман Куп турнирот, кој ќе се одржи наредниот месец. Чешката тенисерка на социјалните мрежи го обелодени инцидентот и им се заблагодари на своите следбеници за огромната поддршка. Со спортските вести го завршуваме и ова издание на Дневникот на Канал Плюс телевизија. Ви благодариме на вниманието, ви посакуваме пријатна вечер.